Локално-економскиот социјален совет при општина Куманово денеска одржа состанок во проширен круг. Телото се проширува со представници од Сдруженијето на работодавачи, Занаечиската комора, Женско претприемништво. Од ЛЕС информираат дека оваа година акцент ќе стават на помагање и развој на економијата. Нагласија дека ќе се работи на заинтересираноста на правни субјекти за изградба на индустријски објекти на земјоделско градежно земјиште. Велат Куманово располага со доволна површина на земјоделско земјиште која може успешно да се искористи. Акцент ќе се стави на индустријата со цел да се намали и бројот на лица кои се иселуваат од градот, како и недостатокот на кадар со кој се соочуваат сите дејности. Ке се донесат сите институции кои што го поддржуваат ова, да се донесе од ИПАРД програма дека може до 60% до 65% од вложените средства да им се предочи дека за изградба на одредени индустријски објекти до 65% може да се вратат средствата. Значи, процедурата за вадење на градежна документација за изградба на одредени типови индустријски објекти трае негде од 1 до 2 месеци. Значи, што е многу битно у моментот да може за брзо време да може одредени индустријски објекти да се изградат на градежно, не на градежно, туку на земјоделско земјиште. Тоа е една од првите точки у кои што 65% може да се врати од инвестицијата. Исто е битно да се каже дека тука 50% веднаш се исплаќа од средствата после одобрениот објект, така да планираме да направиме годинава, да собереме, има доста заинтересирани фирми кои што веднаш ќе може да инвестират и да почнат со изградба на тие објекти. Значи на земјоделско земјиште. Најмногу ќе посветиме акцент на индустријата. Значи имаме доста голем тренд на иселување на млади луѓе, намалување на деца од училишна возраст, значи да направиме нешто да може да тие луѓе останат тука, значи да им се возможи да имаат работни места со соодветни примања, у кои што едно семејство најмалку треба да има 1000-1200 евра плата со двајца вработени, да може да си луѓето останат тука. Инаку ако наставиме вака, буквално ќе нема кој да работи. Значи сега може да погледнете еден куп огласи за вработување, буквално нема у ниедна сфера работници. И тие што се некој на список на агенција на вработување се нереални баратели на работа. Локално-економскиот социјален совет при општина Куманово е проширен со нови тела кои веќе се формирани и функционираат. Тука е Комисија за локално-економски развој, која што мината година е формирана, од разни причини не беше активна, така да сега планираме тоа да биде во склоп на локално-економски совет и ќе биде носител на активности и програми што ќе работи директно само со самите компании. Тука имаме формирано уште едно тело, а тоа е жени предприемачи, кои што исто така ќе бидат во склоп на локално-економски социјален совет. Тие тела што се веќе формирани, самостално ќе си работат, но дел од информации и помош што треба да се дава преку локално-економски социјален совет ќе бидат заеднички. Во некои средби и настани ќе бидат поканети, каде што ќе дискутираме, ќе разговараме за потребите, нели, и на сите, да кажеме, во областа на вработување, во областа на социјала и другите активности што ги има проблеми во општината. Дел од новиот состав на ЛЕС е и Занаечиската комора. Регионална занаечиска комора Куманово ќе придонесе за подобрување на работната сила, односно квалификуваниот кадар да биде пренасочен таму каде што недостасува. Така да ние ќе се потрудиме да бидеме што поконструктивни во состанокот и да придонесеме за подобрување на состојбата кај овие дејности, односно кај недостиг на кадарот, каде што фали кадарот, тамо ќе интервенираме и ќе имаме поквалификуван кадар за да во иднина некоја инвестиција која ќе дојде во нашиот град да има квалификуван кадар за да може да и нашиот град просперира во економски аспект. Од Занаечиската комора дополнуваат дека зајакнувањето на микро и малата економија во градот е со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните.